Господине Костовски, ретко да ве видиме во едно кежуал издание. Па да ви кажем, јас сум вообичаено тука. Сакам да кажам, ве гледаме со вратоврски, со кравати, денеска сте ми во Nike. Кога ќе дојде веќе летниот период, за мене прекинува оној, да не кажам, класичниот или конвенционалниот дел на облекување, повеќе практикувам кежуал и ако ми верувате, поголем дел од летниот период го минувам со кратки панталони, со мајци и се чувствувам навистина прекрасно. Имаше една изјава ваша, завршувам со политичката кариера, се префрлам на музика. Што тоа значи? Не, ја прво од музиката никој пат се неам откажано. Музиката била дел од моето детство, од мојот раз, од моите студии, од мојот живот. Сега се повторно се враќам со некои снимање во студио, се пронаоѓам себе си во тие песни, настојувам да метнам еден мој начин на размислување и пеење, па и рецитали во самата музика, бидејќи објективно искуството и сето тоа си го прави човекот да има на крајот да има автентичен израз на сето тоа што го прави околу себе и за себе и за тие што може да го слушнат или не. Сакам да потенцирам, јас музичар не сум, јас актер не сум. Меѓутоа им се вмешувам сега во делот на музичарите и на актерите во кои што правиме нови песни, во кои што има убави текстови, убава мелодија, за гласот секако ќе дадат оценка слушателите. Меѓутоа сметам дека и успеавме да наметнеме еден нов стил со метнување на дел рецитали кои што заедно прекрасно пасуваат со компонираната музика која што е дел од таа песна. Кога ќе биде промоцијата? Промоцијата очекуваме негде ка втората половина на септември да биде. Датумот не е утврден, бидејќи тоа за сега се 7 композиции, 4 се од Григор Копров, со текст на Огне Неделковски, 2 се од Александар Митевски, од кој што едната е изведена во 2 верзии. Едната отпеана како песна, другата песна е како рецитал. Сметам дека и двете имаат своја специфика и тие двете песни имаат своја специфика, така да навистина сметам дека ќе понудиме нешто свежо, можеби не за најмладата тинејџерска, мислам, популација, меѓутоа за популацијата која веќе тежне кон убави песни, содржајни, со убав текст, пропратени убав глас, сметам дека имаме нешто да понудиме. Имаме 3 прашања што мораме да ги поставаме од наши гледачи. И сега првото е, дали пак ќе бидете дел од некој спортски клуб? Во спортот ја заврше, да ви кажам. Едино сум јас сега член на мојот матичен клуб кој што се вика Диноси. Имаме Диносауруси лига, во кој што јас сум еден од највозрастните, 2 пати неделно истрчуваме на терен, трчаме, по таа шарена топка, не забалавува, не забавува, а имаме после тоа второ полувреме кој секој пат завршува во кафеана, со убав разговор, со музика, така да. Да. А какви пури пушите? Моментално имам Никарагва. Никарагва се сите овие пури кои што сега ги користам, меѓутоа сите пури кои што се или Никарагва, или од Панама, или од Куба, се тоа фактички приближен квалитет, меѓутоа зависност од јачината на тутунот кој што влегувам натре како Харман. Не припаѓам на пушачи кои порано пушеле цигари, па сега да бидам зависник од пурите. Мене повеќе ми одговараат пури лајт, кои што се лесни, не ги вовлекувам. Едноставно ми представуваат една убава занимација за рацете, бидејќи не умеам да држам бројаници, да ги бројам, па така со пурата се занимавам. И последното прашање е многу интересно и мене многу ме интересираше. Прашуваат дали сте масон? Дали сум масон? Па мислам дека еднаш признав, да, јас сум масон. Како објасните малку да појдеш? Масон кој што припаѓам на големата ложа на Англија, големата ложа на Македонија. И тоа како изгледа? Јас сакам да бидам масон. Ја би сакал да бидам масон. Значи, морам да ти кажам дека Зоки тука
Приодот кон влегувањето во масонските ложи е многу специфичен. Тоа не зависи од тебе, туку треба од перцепција на луѓе кои што се движат со тебе, да те предложат да поминеш низ низа, да не кажам, чекирања и после тоа ќе ти приидат. Добро, вие ќе ме предложите мене. А соки зошто да не? Апсолутно, мислам дека ако добро размислам, меѓу братството тука немаме луѓе од музиката, да, односно од забавата. Ви благодарам на искреноста што дојдовте време за нас. Сега ќе не поканите на вашата промоција во септември. Бидете дел од промоцијата, мене ми е многу мило што еве можам да дадам една контрибуција и на вашата телевизија, у кој што најавам на вистина не камбек, не политички камбек. Со политиката заврши, бидејќи сметам дека во Македонија се уште не е стигната до ниво да прифати од типот политичари кои што имаат вистинска доблест во себе да бидат она што се. Ќе дојдат и тие времења, ќе дојдат после мене луѓе кои што ќе почнат да размислуваат многу подругачи. Хвала ви. Благодарам. Јас сум Трифун Костовски, вие гледате ексклузив на 1 ТВ.